Извидништвото е една од најинтересните активности од кои што децата може да научат многу во животот. Во светот постојат повеќе од 40 милиони луѓе кои што се приклучени токму кон групата извидници. 22 февруари е денот кога се одбележуваат 70 години од формирањето на Сојузот на извидници. Ова утро ве поздравуваме токму од Младинскиот центар Матично, од центарот на главниот град, и ќе поразговараме повеќе за постоењето на извидниците, но и што се можат да научат децата кога се приклучуваат кон извидници. Ова утро мои соговорнички се Ана Плетварац и Маја Николич. Најпрво ќе ви посакам добро и убаво утро. Добро утро, поздрав за вашите гледачи. Оваа година се одбележуваат 70 години од формирањето на Сојузот на извидници, што представува датумот 22 февруари. 22 февруари е светскиот ден на извидниците. Се прославува тогаш, бидејќи тоа е роден денот на основачот на извидништвото Роберт Баден-Пауел, и низ целиот свет во текот на месец февруари се организираат многу бројни активности, почнувајќи од хајкови, активности во природа, хуманитарни активности, крводарителски акции и ред други активности кои што го одбележуваат роден денот на основачот на извидниците. Тоа се случува нели во целиот свет, но што подетално веќе се случува кај нас? Кај нас имаме организирано повеќе активности. Имаме една централна активност, централна церемонија која што годинава ќе се одржува во Прилеп, на кој што очекуваме извидници од целата држава да дојдат, да се забавуваме, цел ден да го прославиме денот на извидниците. Имаме патека со контролни точки каде што ќе има разни активности. Освен таа прослава имаме уште неколку активности, а тоа е традиционалниот ноќен хајк на Водно. Исто така за 22 февруари, точно на денот, на низ повеќе градови низ Македонија, одредите, извидничките одреди организираат крводарителски акции и исто така секој одред организира една активност која што е под името Направи добро дело, па направат нешто што е добро за нивната заедница. Така, обично децата пристапуваат кон извидниците во пораните години, односно во раното детство. Маја, ти имаш пристапено кон извидници пред само 3 години, односно на твоја 25 годишна возраст. Што те натера, како се одлучи, кој те привлече и те примами да бидеш дел од извидници? Па всушност имаше организирано настан, што беше Плетвар Outdoor Festival, што фала Ана, го организира одредот на Ана во Прилеп, односно на Плетвар. Јас бев отидена таму, имаше група на извидници, јас од секогаш сум сакала да бидам извидник, меѓутоа како и сите што мислат дека нели треба да си многу мал за да пристапиш кон извидници, не се имав ни обидено, просто беше нешто што не е возможно веќе да се направи. И кога веќе бев таму, најдов група на извидници, дечки може ли јас да станам извидник, може, зашто да не може, нема старосна возраст во извидниците, и мене толку ми требаше и од таму натаму бескрајно приказна, буквално милион настани, милион работи и се. Може ли да ни опишеш некој интересен настан, нешто необично што ти си има случајно тебе на почетокот кога си имаш пристапено кон извидниците? Не мислам дека не можам да извадам еден настан. Можам да кажам дека ми беше пружено многу прилики за себе, како што летоска го водев летниот камп, што беше од Сојуз на извидници, и покрај моето мало искуство и се, значи тоа е уствари убавината тука, пошто буквално сите се добродојни, на сите има дадено простор да се пронајдат во нешто го сакаат, да го работат тоа што го сакаат. И имам многу голем избор на работи во кои што можеш да се пронајдеш. Јас лично нешто што највише го сакам е програмата, па така ми беше дадена таа прилика и за мене тоа останува најголемиот момент сега за сега, па ќе видиме. Ана, кој е најголемиот предизвик кога се пристапува кон извидниците? Па, зависи од вашата личност. Генерално на извидници, на секој, како што кажа Маја, на секој му е даден простор да си го достигне својот целосен потенцијал, па така можеби еве ако одиме негде да се качуваме на карпа, можеби за мене е предизвик да се качам 1 метро, за некој е предизвик да се качи 10 метра. Ние не пишуваме двојки и петки, ние едноставно сакаме секој да си го достигне својот потенцијал преку остварување, односно преминување на своите граници и прифаќање на предизвиците.
Да се наоѓаме во зимскиот период кога е студено, верувам дека и малку повеќе се ограничени нели вашите активности, но како се одржуваат активностите во зимскиот период? Што правите? Па секој одред си функционира на начин кој што децата се групирани во патроли, тие патроли заедно со својот водач си имаат неделни состаноци во текот на целата година, кои што генерално се во зимскиот период се одржуваат на затворено, па така успеваме да го задржиме извидништвото и секако имаме зимување и други активности кога ни дозволува времето, нели, во природа за сепак да го одржиме и она кое ни е нас во срцата, тоа е да поминуваме повеќе време во природа. Какви вештини треба да поседува едно дете или една личност која што сака да пристапи кон извидници? Реално не треба да има ништо, значи нема нешто што треба да го имаш за да пристапиш кон извидници. Во извидници се развиваш. Значи се развиваат многу вештини има пред се вештарство што ги полагаат децата, меѓутоа како водач, како лидер се развиваш, значи нема нешто што е база која што мора да имаш за да станеш извидник. Тоа е основното правило, извидник може да стане секој, не се бара ништо од тебе за да станеш извидник. Доаѓаш и тука учиш. Така, од која возраст може да пристапат децата, оние кои што се заинтересирани и сакаат да бидат дел од извидници? Па и тоа во зависност од одредот, кај нас има дури деца од 6 годишна возраст. Значи тоа се веќе братчиња, сестричиња на постари деца 8-9 години, што им станало интересно, сакаат да дојдат и во нашиот одред се добро дојдени, си го наоѓаат и тие своето место. Сите активности се во согласно со децата возраста со која што се, така си поделени уствари и секој си го наоѓа местото во групата. Сметате ли дека децата еве во денешно време, младината покрај целона технологија која што ја имаат и на обкружува и на секаде околу нас и буквално стануваат од ден во ден се повеќе зависни, дека сакаат да бидат дел од едно вакво дружење и од еден ваков сојуз кој што придонесува секако многу предизвици во текот на живењето, но и се учи многу за тоа како треба да се живее? Секако дека има голема заинтересираност, токму поради она кое што го спомнавте, што едноставно се пренатрупани од технологијата и ние им нудиме една поинаква можност, едно поинакво искуство да дојдат и да се забавуваат на извидници без да ги постојано да ги користат своите телефони. Нормално дека нашиот сојузот на извидници на Македонија се прилагодува во однос на потребите на младите и ние полека почнуваме да ги дигитализираме дел од активностите. Сепак не можеме ние да избегаме од ова нова дигитална ера, но сепак се трудиме да останеме достојни на традицијата и на вредностите на извидничкото движење. Што е што следно ќе направат извидници? Која е вашата следна активност како сојуз на извидници на Република Македонија? Па моментално се спремаме, како што ви кажавме, за месецот на извидниците за февруари, а инаку оваа година ни предстои најголемата извидничка активност, а тоа е извидничката смотра. Тоа е најголемиот настан за извидници, ќе се одржи во јули оваа година, па интензивно правиме подготовки за тој настан, на кој што очекуваме повеќе од 1500 извидници од целиот свет. Ги знаеме ли деталите каде ќе се одржи смотрата? Да, смотрата ќе се одржи од 12 до 21 јули во Крушево. И имаме доста активности во однос на програмата, затоа што Крушево е една атрактивна локација која што нуди навистина многу можности за активности во природа, за развој на извидниците и исто така имаме еден прекрасен простор кој што ќе ни овозможи едноставно да престојуваме во природа 10 дена и да не помислиме на ништо друго во ајде така кажам реалниот свет. Да, навистина смотрите се едно од поголемите доживувања кога се работи за извидниците. Маја, како да ги поканиме младите кои што можеби децата кои што досега се двумеле, па и нивните родители кои што се двумеле дали треба да пристапат и да бидат дел од извидниците? Оно што имаме да кажеме е дека децата се пресрекни кога одат на извидници, значи дружбата што ја добиваат тука нема да ја добијат никаде друго, знам по себе.
Различно е, невообичаено е, затоа што и самите кампови сите имаат свои тематики, да кажем, влегуваат буквално надвор од реалноста, тоа што го кажа Ана, и е нешто што нема да го добијат во секојдневието. Сакаат, интересно им е, многу се развиваат, многу учат, а при тоа има многу игри и многу дружба и нешто што ги поврзува на друг начин и останува буквално цел живот. Девојки, јас ќе ви се заблагодарам што бевме дел од вашиот младински центар ова утро. Ви посакувам уште долгогодишно постоење, нели уште многу активности, многу нови членови кои што секако ќе има и тоа како што да научат од повозрасните членови кои што се дел од Сојузот на извидници. Благодариме и на вас за оваа можност. Благодариме.